Добро утро и од мене. Јас сум Александра Бубевска, а во денешната општествена сцена ќе поразговараме со Нина Николич, театарска режисерка, за еден проект кој што е доста интересен и кој што ќе ни открие повеќе аспекти за тоа како и културните институции може да се вклучат во европските фондови. Нина, дали се слушаме? Да. Добро утро. Добро утро. Вие денеска на пресконференција за час и половина некаде ќе објавите за што поконкретно се работи, за каков проект се станува збор, но еве за утрински брифинг. Велите ова е 2,5 годишен проект помеѓу 7 организации театарски и други, кој што е насловен Патиштата на хероите и кој што е финансиран од програмата Креативна Европа на Европската Унија. Па како се одвиваше процесот на аплицирање, бидејќи знам дека оваа програма е прилично сериозна и прилично комплицирано е всушност да се добие грант од таму? Процесот на аплицирање, се согласувам со вас, е навистина многу комплексен и пред се бара добро структурирање на проектот, односно добро и квалитетно поврзување на програмите на проектот, кои што заеднички сакаат да испратат една порака која ќе ги обединува. Во таа насока нашиот проект е составен од различни креативни програми, помеѓу кои што главна активност за Македонскиот народен театар се разбира театарската представа Народен непријател. Меѓутоа, во рамките на самиот проект имаме програми од типот на работилници за млади креативци, имаме работилници за учесниците во проектот кои што ќе се одржат во Словенија под раководство на Томи Анежич, имаме илустрирани книги за деца, имаме видео интервјуа со луѓе кои што се чинители на мали, но значајни промени во општеството и на тој начин структурираме еден проект кој што има за цел да фрли светлина на оние кои со своето делување во рамките на заедницата во која живеат прават мали, но значајни промени кон подобрување на амбиентот во кој што живееме. Интересно беше тоа што го прочитав на интернет страницата што ја има овој проект, а тоа е дека се занимава со апатијата и со недостатокот на акција во општествата на Западен Балкан, па вашиот проект доста критички се чини дека се однесува кон овие појави или општествени феномени, да речеме. Критички сме настроени токму кон една формулација која навистина убаво ја кажа претходната гостинка на вашата телевизија, која вели дека не би требало и не смее да постојат повеќе икони без причина. Ние сакаме навистина да фрлиме светло на оние кои се икони со причина и кои што наместо да нудат запослување кое ќе ни ја загадува животната средина, наместо да нудат нешто кое позадински го уништува амбиентот во кој што живееме, нудат излез од оваа криза, особено од амбиентот на загаденост, на загаден воздух, не само во Македонија, туку и во повеќето партнерски земји, тука спаѓаат Босна, Србија и така натаму, и кои што имаат за цел по потешкиот пат да се обидат да реагираат и да придонесат за индивидуално делување кое ќе спречи таа апатија во која живееме, а за која не сме свесни. Така, ќе ве замолам сега малку повеќе за самиот проект да ни кажете како ќе се одвива тој бидејќи се работи за долгорочен проект, 2,5 години, и низ кои фази се ќе поминува овој проект? Секој од креативните програми има своји фази на развој, меѓутоа тие се секако поврзани една со друга. Во текот на првата година ќе се одржат повеќето работилници кои се дел од овој проект, а воедно ќе се подготвуваат и другите програми од типот на театарската представа, која што исто така произлегува од истражувањето спроведено во рамките на работилниците, како и креативната, односно илустрираната книга за деца, која што треба да произлезе од интервјуата со прави луѓе кои што сега сме во процес на изнаоѓање, дефинирање и прецизирање кои ќе бидат. Во таа насока проектот има континуитет, што значи дека тој е во постојан развој,
а програмите и да кажам премиерите на програмите ќе се одржат во моментот кога тие ќе бидат финализирани и приготвени да бидат прикажани пред публиката како некаков готов производ. Добро, многу се зборува кај нас за одржливоста, односно за тоа дека и институциите од културата што се под капата на државата треба да се потрудат малку за своите проекти да изнајдат и други средства. Ми се чини дека овој проект е токму таков пример. Па кажете ми од каде идејата, бидејќи одамна не сме слушнале да еве некоја од културните институции државни има ваков проект кој што е меѓународен и кој што всушност се финансира од европски фондови. Моje мислење е дека апсолутно мораме повеќе да се интересираме и да се залагаме за тоа да влегуваме во било каков тип на меѓународни копродукции. Бидејќи пред се ние сме мала средина во која тешко може да се ствараат дела кои ќе имаат долготрајност, бидејќи сите сме свесни дека публиката е ограничена. Во смисла на тоа дека бројот на публиката е ограничен. Ние сме должни да го шириме културниот простор преку соработка со други земји, преку соработка со колеги со кои пред се ќе вршиме размена на идеи, а со тоа ќе создаваме по-висок квалитет. Кога станува збор за финансирањето, исто така сметам дека не може да вроди со плод исклучиво финансирање од државата, заради тоа што тоа создава линија на помал отпор. Трудот кој што ние сега го вложивме пред се за да го добиеме, а и сега за да почнеме да го реализираме овој проект е огромен и придонесува за тоа да се градат и зајакнуваат капацитетите на институцијата, и тоа не само уметничките капацитети, туку и административните капацитети, бидејќи во овој проект е вклучен апсолутно целиот тим на Македонскиот народен театар, кој што сега плива во води кои се за нас непознати, меѓутоа кои што во иднина ќе придонесат за многу силно зацврстување на она што ние го работиме. Уште ова да ве прашам за проектот кога се однесува, тој имено треба да финишира со една представа што ќе се продуцира во Македонскиот народен театар во ваша режија, тоа е Државен непријател од Ибзен. Збор да се представате Народен непријател од Ибзен, односно текстот е Народен непријател на Ибзен. Накратко станува збор за драма во која еден човек индивидуално како резултат на своите научни истражувања се обидува да укаже дека во амбиентот, односно во градот во кој што живее, се случуваат доста негативни појави кои треба да се спречат. Наместо да биде прогласен за народен пријател, тоа е прогласен за народен непријател и третиран како некој кој што сака да негативно влијае на она кое што се случува. Сакаме со тоа и преку представа да искажеме дека мораме и должни сме да обрнеме внимание на малите херои, да дадеме шанса на науката, да дадеме шанса на оние кои што професионално ја вршат својата работа и на основа на тоа укажуваат на проблемите кои треба да се решаваат. Нина, за на крај неодмирливо е да ве прашам за тоа како ја поминавте оваа пандемиска година, каде што веќе се повеќе се слушаат гласовите од театарските луѓе дека тие всушност беа најпогодени бидејќи им беше одсечена насушната врска со публиката. Се согласувам дека сме ние најпогодени. Еве, моја представа не е одиграна можеби точно година дена денеска. Последен пат ја одигравме представата Галеб во Пекинг на фестивалот Средби во Пекинг. И тоа не ми се случило од кога сум дипломирала. Мене лично навистина ми фали театарот, ми фали уврзаноста со колегите, а ми фали и публиката која му дава навистина значење на она кое што ние го правиме. Од друга страна, сакам да гледам и на позитивната страна на ова што се случи, а тоа е дека театарот беше на пауза, но тој сигурна сум дека ќе се врати и посилен и подобар и ќе се издигне како феникс од пепелта, бидејќи многу поголеми удари не успеале ниту да го променат, ниту да го уништат.
И во таа насока сум сигурна дека и ние како креативци, а и нашата публика како верен следач на она што го правиме, ќе дојде со поголем ентузијазам и тоа ќе направи една квалитетна промена кон создавање на подобри и поуспешни креации во театар. Ви благодарам многу. Нина Николич, театарска режисерка, ви благодарам уште еднаш за одвоеното време да учествувате во утрински брифинг и еве вака, што се вели и ексклузивно, да ни ги кажете информациите кои што ќе ги соопштите на пресконференција за 1 час.